Министерството за внатрешни работи и официјално ги сумира резултатите од вчерашната акција Планинска бура. Загинале 6 мина, а се уапсени 13 терористи криминалци, додека полесно бил повреден само еден припадник на полицијата. МВР не ја исклучува можноста да има уште загинати на теренот и бројот на убиени да биде поголем. Полицијата се уште е присутна во Бродец и околината. За деталите Анита Петровска. 13 уапсени и 6 убиени е последниот биланс од акцијата Планинска бура во Тетовско. Повреден бил и еден полицаец, но се работи за лесна повреда од шрапнел. Акцијата почнала во 5 часот из утрината. Криминалците веднаш отвориле оган од 2 куки и од неколку истурени позиции. Во акцијата убиени се Рамадан Шиити, бегалец од затворите Шутка и Дубрава на Косово, осуден за убиство на таксист во Визбегово во Скопје. Косовецот Имер Гавази, Фера Чахини, Фидан Фейзулаху и Фисни Камети, сите од Бродец, и Беким Мемети од Тетово. Помеѓу приведените се Зибери Невзат, Мегди Ислами, браќата Флурим, Хабиб Камети и нивниот татко Измит. 26 годишниот Хабиб бил водач на вооружената група, осуден е на доживотен затвор за убиството на чувар во затворот во Тетово. Уапсени се и Невзат Аријани, Шехир Зибери, Раметула Нади и Тафил Даути, Бавкер Бекјари, Ханиф Дервиши и Шкендим Даути. Со дел од нив е веќе разговарано, од повеќето од нив се земени парафински ракавици, така што во тек е постапката за целосно заокружување на предметот. Во куќата каде што е најдено телото на Шиити имало и оружје, најдена е муниција, рачен ракетен фрлач, автоматска пушка и бомби. Според МВР можно е да има уште тела на загинати на теренот и бројот на убиени да биде поголем. За Лирим Јакупи, нацист, еден од избеганите од косовскиот затвор Дубрава, кој се бара со меѓународна потерница, МВР засега нема информација дали е загинат. Тој веројатно е избеган или во моментот не бил во селото. Полицијата се уште е присутна на теренот околу Бродец. Смо се прашали како сте, добро сте, прошли сте така. Не е било проблеми како. До сада сме били внутра, тек сада сме изашли ван. Можете слободно да се движите? Ми били сме и преслободни. Акцијата Планинска бура беше успешна, оценка на премиерот и на Викторија Нуланд. Вчерашната акција беше високо професионално изведена и беше во правец на споведување на правото на целата територија на Република Македонија. Можам да кажам дека ние бевме известени за оваа акција на безбедносните сили. Она што ни импресионираше, што беше изведена од мултиетнички полициски сили, што е истакнува важноста на вакви структури во земјата. Реакција и отпор на Косово велат не се загрижени за состојбата на границата. Тоа е работа на Македонија и секако дека полицијата има причини за спроведување на акцијата. Внимателно ја следиме ситуацијата, но без посебен страв за некоја закана. Попладнета организација која себе се нарекува Организационен политички одбор на ОВК презела одговорност дека вооружените групи на Шарпланина се под нивна закрила. По полициската акција Планинска бура вчера и денеска вкупно 11 лица побарале помош во ургентниот центар. Двајца се оперирани, другите се со полесни телесни повреди. Деталите за хоспитализираните лица ги има Катерина Кржевска. 11 лица, од кои еден полицаец се повредени во текот на акцијата Планинска бура. Толку се регистрирани во ургентниот центар, каде што им е укажана медицинска помош. Во синоќешниот и денешниот ден имаме примерно 11 пациенти, од кои што по укажаната диагностичка процедура и првата лекарска помош се предбацени, односно префрлени на соодветните клиники. Повредениот полицаец од шрапнел е опериран на клиниката за пластична хирургија и денеска е пуштен на домашно лекување. Оперативен зафат на Карил е извршен врз пациент кој имал огнострелна рана. Другите се со полесни телесни повреди. Имаме уште 5 пациенти кои се констатирани тапи повреди на различни делови од телото и тие се примени исто така на клиниката за интензивно лекување Карил. Нивната состојба таму перманентно се мониторира. 4 од овие пациенти се констатирани лесни телесни повреди и тие се отпуштени од болница на домашно лекување.